Еве и автобусите во Ерменија. Кога закажував, мислев дека ќе бидам по крај езеро негде. Чао. И добро утро на сите и добро дојдовте во уште едно видео во кое што патуваме со ташето. Јас го напуштам селото Пшавели, имав едно убаво искуство тука, со човекот дури сношти почнавме некаква комуникација да имаме, тој на руски, јас на македонски. Искрено почнавме да се разбираме, има многу слични зборови. Но пред тоа не се ни обидовме тој на руски да ми збора, така да само ќутевме. Но во секој случај добар човек, сега се поздравивме, ме гушни и ме баци дури. Но кога го прашав вчера за плаќање во евра, ми рече 100 евра. А јас на Booking кога резервирав беше некаде околу 25 евра од ноќ. И му преведувам на Google Translate, му кажувам на Bookingот 25 евра од ноќ пишеше. И после му викам, пошто јас муабето го правев со ќерка, му викам зборни со ќеркати и кажи им, ако треба ќе си платам, тоа е. Добро ми вика, јас му пишам вечерта на ќерка му, тоест на внука му што и да му беше, и ми вика 45 евра вкупно за двете ноќи. Меѓутоа јас му дадов 50 евра, сношти човекот вечера ми направи нешто компири со кромит имаше испржено и добар човек беше, се гледаше. А за денес планот е да одам во Ерменија. Значи од тука, од Пшавели одам покрај Тбилиси, влегувам во Ерменија и се движам кон езерото Севан. Езерото Севан е најголемо езеро во овој регион, во Кавказот, и е на висока надморска висина од 1900 метри. Во Грузија има многу што да се види, но времето ми е ограничено, не знам кога пак ќе дојдам наваму и затоа со едно доаѓање сакам малку и Ерменија да поминам. Точно за Ерменија план немам некој детален, веројатно ќе одам и во Ереван, ќе останам, главниот град на Ерменија, но точно што како вечер ќе го направам планот. Од тука до езерото Севан имам 340 километри. Вчерашниот ден во Грузија ми беше навистина најубав, мислам дека бидејќи навистина бев постојано во природа, сношти го изчистив и синџирот од поголемото, го подмачкав, така да сега можам да се движам слободно кон Ерменија. А за некој ден планирам и масло да свенам, бидејќи до овој момент имам веќе повеќе од 3000 километри направено на ова патување и денови ќе направам уште барем 1000 сигурно, така да ќе ми треба масло сменам, но о том потом. Тоа беше еден многу убав превоз за возење, еден многу убав и интересен пат. Сега сум во близина на Тбилиси и го обиколувам Тбилиси. Патиштата во Грузија, значи, не му се во најдобра состојба, полоши се од кај нас. Значи има асфалти за асфалти, меѓутоа се со излабнатини, испакнатини, со дрмање, ама лоши се. Да видим Ерменија после како ќе видат. И дали возењето Ерменија ќе види подобро, бидејќи овде е хаотично, значи на кривина претицват шлепер. Значи прегледност никаква нема, возати се молат од таму кола да не дојде, многу ризично се вози. Тунис ако се возеше ризично во населени места, овде се вози ризично на отворено.
Не дека во населени места многу безбедно се вози, во населени места ви се пикат, пробат да ве турнат од патот, тие да поминат први. Но има сепак семафори, ако ништо друго за разлика од Тунис, и со тоа некои правила. Тука сега треба лево да завртам. Зад мене зашипани сите, покрај мене прелета завакна, не ме гивна. И сега се надевам црвено да светни семафорот, да можам лево да завртам. Имам чувство дека GPS-от ме тргна од главната улица, ме натера да возам низ некои спаредни сокачини и сега ме враќа пак низ таа спаредна улица. Кај што ќе има шанси да бидам лупнат. Иначе сакам да направам пауза, првата пауза за дидес некаде, да турам и гориво и со тоа да ги потрошам грузиските пари. Имам уште 50 лари, море уште 60 лари имам, тоа се 20 евра. Одлучив да не јадам тука, од причина што близко сум до границата со Ерменија, не знам колку време таму ќе треба да чекам и мислам дека најпаметно да не губам време во јадење, но можам сепак така малку носе да пуштам да подзастанам кусо 10 минути. Иако треба да проверам, бидејќи се доближав некако до границата, го поминав Тбилис и некако многу близко се чувствувам до границата со Ерменија, така да ако сум многу близко па и ни за 5 минути нема да застанам. Ама не сум до толку близко изгледа. А иначе моментално поминувам низ градот Марнеули, кој изгледа на многу голем град. Овој ме чека. На кружен тек не треба таму, треба ваму. Сега проверив, имам 30 на километри до границата помеѓу Арменија и Грузија, така да нема да застанам никаде. Таму додека чекам, ќе си ја направам паузата. Пред мен овој камионот иначе од Киргистан и сакам да ви кажем дека овие некои детали го прават цело патување поинтересно, тоа што постојано гледате коли кои што кај нас не ги гледаме, односно возила со таблици од Киргистан еве, од Туркменистан видов, од Казахстан видов, од Иран видов, од буквално од сите држави од овој регион, таблици какви што кај нас не сме навикнати да гледаме и навистина е интересно. Возам низ градчето или селцето Садахно, кое што всушност е веднаш пред границата со Ерменија. Има еден ерменец ми се лепи тука, а иначе од тука до границата уште километар 2 можеби. И пристигам на граничниот премин, иако до тука немаше буквално ни еден знак дека наваму има граничен премин. И јас лево гледав ни една кола, нема, реков шубо. Сега десно гледам, има прилично коли. Но не изгледа многу страшно. Не знам дали да почекам сега или да одам. Одлучив сепак да почекам, нема некоја голема гужва на грузискава страна, и сега после ќе видиме на ерменската страна каква е ситуацијата. Ја напуштив јас Грузија, меѓутоа имаше некој проблем со осигурувањето. Наводно требало да сум земал осигурување за моторот, а не патничко. Јас имав патничко за мене, буквално, ама таја не ни знаеше што е то. И ми даде едно ливче, ми рече ако се враќаш назад после границата 1 километар, негде да си купам такво осигурување. Бидејќи во спротивно ќе треба казна да платам, така да ќе видам после што ќе направам. А сега еве го граничниот пункт на Ерменија, да видиме тука дали има гужви и слично. Моторов сега најде ми свири. Леле, колку украден да го возам, со сеќа.
Сите колите се ваму, претпоставувам и јас треба да дам ваму. И официјално добре дојдов во Ерменија. Мешани први впечатоци, значи немаше гужви, тие што работеа за пасошка контрола, многу фини луѓе, добри, се гледаше уште на лицето, ми рекоа и добре дојде. Одма што влегов во државата, што му ја поминав царината, односно каде што ве проверуваат дали имате нешто, мене не ми проверија. Ви кажуваат треба да влезете внатре во една канцеларија и таму треба да платите на царина некој данок за екологија, за појма немам, платив 10 евра тоа. И внатре човекот кој после требаше да ми го среди тоа документче ви дават едно од царината. Многу груб беше, му се чинеше кој знае кое, ми се дереше дори ќе не го слушнев. Но додека чекав, луѓе други ми зборнаа, многу фини, многу зборлести луѓе, добро намерни се гледа. И откако го средив тоа документче, потоа на уште еден пункт ми го побараа други, му го покажав и сега го имам во мене и кога ќе ја напуштам Ерменија ќе треба да го приложам тоа на пасошката контрола. Одма што влегов во Ерменија, бидејќи уште тој човекот што ми го правеше тоа на царина документчето за данокот, да турам бензин прво. Ми рече да... Чакајте да турам бензин прво, па ќе ви докажам. Бензин. Турив бензин јас за 5000 ерменски драхми, турив 10 литри. Значи литарот е 500 ерменски драхми. Да ви докажам за преиначе. Ми рекоја одма дека треба да купам осигурување за моторот кога влегов, така да застанав во едно канцеларивче. Човекот спиеше внатре, го разбудив за волја на вистината. Беше црвен во очите цел кога стана, но ми го направи осигурувањето, тој беше многу добар човек. Ми кажа ако те запри полиција тоа и тоа, ќе му покажеш, ми пуште интернет малку да ги известам дома дека сум жив. Ми даде дури и вода ми донесе, така да многу фин човек, тој ми се бендиса во глобала. Повеќето луѓе со кои што имав интеракција тука, за сега овие 30 минути беа добри, но допрва ќе видиме. Сега тука до езерото Севан имам 2 часа и 30 минути, локалното време е 2 сатот и 37 минути. Значи и овде во Ерменија 2 сати се понапред од Македонија. Иначе Ерменија е една земја со историја слична на Македонија, со една многу тажна историја, исто така една од најстарите држави во светот. И јазикот му исто така стар, веќе 1600 години, мислам дека му е стар, истиот јазик го користат. Но низ годините ете и тие биле доста, како да речам, угнетувани и слично, не знам што, како да речам. Во време на Османлиската империја и Ерменија имала своја револуционерна организација како и Македонија и соработувале на моменти со Македонската револуционерна организација, така да тоа е нешто интересно да се знае, бидејќи ерменците тогаш се бореле за автономија во рамки на Османлиската империја. Но подоцна во Прва светска војна Османлиската империја се обидува да ги истреби ерменците, некаде околу 1 милион ерменци гинат така, кои обесени, кои испратени во сириските пустини и слично, така да пак ќе речем има една тажна историја. Но сега да продолжам нејсе кон езерото Севан, уште 150 километри. Иначе уште да ви кажам, ми побараа на пасошка контрола и визата, јас визата си имав уште во Македонија додека бев извадено и испечатено си имав, само му ја дадов, чиста работа и одма завршија работа. Така да доколку идете Ерменија имајте предвид дека ви треба визата која што можете на e-виза, мислам дека се вика вебсајтот e-visa.am, нешто така, таму да си ја изваите и одма ја одобруваат за неколку дена. Јас во петок аплицирав, во понеделник ми ја одобрија, така некако, и имајте си испечатена, само да ја приложите на граница и толку. Осигурувањето иначе го платив 25 евра. И јас му дадов 100 евра, ми врати 75 евра во драхми.
И нешто повеќе од 1 час возење низ Арменија имам убави први впечатоци. Како прво патов, овај што го возам е патот што води за Ереван, главниот град на Арменија, и е нов сега, тази асфалтиран се познава, е во многу добра состојба. Исто така има убави благи кривини, така не е досаден пат, интересен пат е. Многу забележав се возат лади. Од оние ладите се дани едни, не знам што модел се, дали воопшто имаат модел, меѓутоа многу такви се возат. Слабо населени места попадов среднав и имаше многу разрушени куќи, разрушени како фабрики, некои ѕидови така стари. Имам некој впечаток вака прв дека Арменија е како помалку развиена од Македонија. Но се вози многу подобро во споредба со Грузија и дури неколку коли ме пуштија, ако ме видеа дека сум со мотор, ме пуштија да одам пред нив. Иначе сега се искачувам само нагоре постојано јас. И не е многу жешко. Жежи пак, но мислам дека ми чеши, бидејќи преје додека чекав на граница се презажежив, како и да се вика зборот. Видете како изгледаат едни згради во еден просечен ерменски град. Делуваат доста старо, доста советско, но бркаат работа сигурно, исто како кај нас, што се и кај нас има многу вакви стари згради кои што се уште активно се користат. Иначе дека видов сега црква ми текна да ви кажам, Ерменија е првата држава во светот што го признала христијанството како државна религија. Исто така ерменците се една посебна бранша на христијанството, поблиска до православието отколку до католицизмот, меѓутоа и тие сепак се одделени од православието, имаат своја ерменска апостолска црква. Иначе Ерменија денес е држава со 3 милиони жители, а големина некаде од прилика колку Македонија. Ебре, еве и автобусите во Ерменија. Иначе ова градчето низ кое што поминуваме е така големко. Ми имаше многу зајадење низ една улица, ми мирисаше. Сега ќе јадам нешто, сакам брза храна да јадам вечер, а ако не најдам брза храна ќе јадам пица. Или ако не се премислам, ако не испадне нешто, пошто не знам што јадење има во Ерменија, ќе видам вечерно, преге ми фалеа турската брза храна, ми фалеше. Тоа што го јаде во болу на зъб буквата ми фалеше. Такво ми се пријаде многу. Пристигнав јас во градот Севан, сега ќе влезам, кое што се наоѓа во близина на езерото, кое што исто така се вика Севан. За жал, тука во близина на овој град сега моментално нема вода езерото, но езерото е огромно. Значи се наоѓа на 1900 метри надморска висина, не само езерото, туку и овој градот и општо се што во последно видовте. И моментално дори ми студи малце и не е реално тоа колку на оваа надморска висина на 1900 метри се е раздвижено, има градови, има села, има сообраќај, има и булевар. Онака, кога ќе направам споредба, например, со Бава планина, какво е на 1900 метри и какво е тука, онака, не знам, многу интересно и чудно тука. Неочекувано. А јас тука ќе спијам во хостел, ќе нема да можам да ви го снимам повторно. Многу плаќам, некаде околу 10 евра, да знаете. Да видиме каде е хостелот. Овде ми го вади. Ама изглед другата улица треба да влезе. Од другата страна да завртам. Кога закажував, мислев дека ќе бидам покрај езеро негде. Тоест не покрај езеро, а пак ќе се оди пешки, не мислев дека ќе нема вода во овај дел.
И сега малку сум разочаран. Не знам ни дали има нешто живо во ова градчето. За јадење, например. Хостелот тука десно треба да пишува тоа. Да, хостел. Сега кај да го паркирам моторот? गेल्या 6 हाँ गुस्ताव Градот Севан како да заглавил во времето на Советскиот сојуз и буквално како времето да запрело. Навистина делува многу старски, потсеќа на еден живот од времето на 20-тиот век, но истовремено се чувствуваше поголема топлина меѓу луѓето, поголеми насмевки, да речам помалку беа сериозни наспрема луѓето во Грузија. Тука негде во градот Севан јас и ќе го одјавам ова видео, доколку ви се допадна притиснете на дугмето лайк и доколку веќе немате притиснете на дугмето subscribe со цел да бидете известени за моето следно видео. А до тогаш останете поздравени и чувајте се.